Велат човек многу лесно може да се смени кога ќе биде допрен од магичната дланка на љубовта. Во тој момент се случуваат работи со телото и умот кои не наликуваат на секојдневните. Се поматува умот, срцето чука забрзано, мислите бегаат наоколу и се добива поинаква смисла. Овие чувства може би се најизразени во детските години, но секој во својот живот имал прва љубов, на која се сеќава без разлика што таа избледела многу одамна. Ако не ви беше јасно како првата љубов се опишува со стих во детска песничка, еве малите, но големи умови, како ќе ви ја доловат љубовта или првата симпатија со зборови. Симпатија е па нешто што се многу воли, и да не може да одбиеш ту љубов. Просто може да падаш у несвест од љубови. На тема прва љубов или симпатија и прв бакнеж ги имаме Сашко Коцев, Стефан Некстајм и Слаткар. Сите тројца пред камерата на Еден ТВ го раскажаа моментот на првото заљубување. Слаткар не е сигурен дали тоа што му се случило прв пат било вистинска љубов. Неговата дефиниција гласи вака. Јас сум рачунал за љубов, донесум ја сретнал наредната љубов. И од наредната љубов се фураш дека таа прошлата не е љубов, тоа не било љубов. И така да љубовта е малце тешко да се дефинира. А сега слушнете ја приказната. Би текнала на мојата прва симпатија, првата девојка што би била пријатна и што сум ја мислел. И сум се криел со неа умислите под јорган. И така. Иначе ми текнува на тоа, али не знам баш дали е тоа љубов, али пак е некое чувство. Што е фино, што е пријатно и што е интересно. Првата средба со првата љубов Сашко Коцев ја имал на ДЗЧ во основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово. Слушнете ја приказната која траела цели 3 минути. Значи во школа една девојка која што сега која кажам ќе знае многу добро која и ќе знае цело основно училиште Браќа Миладиновци. Можам само да кажам дека паметам некаде седнавме, знаеш, она детско седење, Куманово се вика на дзидче. Знаете кај Куманово, околу школата има една дзидче. На дзидче некаде седнавме, сигурно сме поминале па добри 3 минути. Она седела до мене. Малку дипломатски став за првата љубов или симпатија има Стефан од Некстајм. Првата љубов ја памтам, но нормално како и сега човек, меѓутоа последната моја љубов и голема љубов е Пенелопа. Да, девојката се вика Пенелопа. Се ме поддржа во се што работам, уметник, архитект, така да тоа е најбитно што бара еден артист као нас, да има разбирање и поддршка. Првиот бакнеш за некој убаво, но за некој не толку убаво чувство. Почнувајќи од практиката, па се до чинот. Ние ко деца нас мало не уча тие што не знаат да се лапаат, да стават маслинка у чаша вода и да ја бркаат. И не имаат зезнато, пошто тоа е тренинг за грозно багнување. Мислам, ја не знам ти како ќе се учиш на маслинка што ќе ја бркаш у тањер. Ама така не лажа дека така треба, кој има 10-11 години. Првиот бакнеш, се дека и се деси на 12 или 13 години и беше класично бркање маслинка од чаш. Се што се случува во Куманово на ДЗЧ останува таму. На ДЗЧ кој е дрце, али ДЗЧ околу основното школа е отворено, светло, а дрвце кој е гимназију е малце потемно. И тука веќе беше посериозните љубови од типот допир за рака, држање за мал прст, и некаков бакнеш веројатно паднал, сега не се сеќавам како беше. За Стефан, првото бакнување несигурно, срамежливо и лошо искуство. Доста лошо искуство, да ти кажам право. Многу се срамев, не знаев да се лапам. Па види, кој знал, мора да проба за рече знам сега. Така да не бев сигурен во првиот бакнеш и не ми беше убаво, искрено. Сите ние секогаш ќе паметиме која била првата личност поради која сме го изгубиле разумот и сме ги правеле најчудните работи.
Првите подароци и првите букет цвеќе оставени скришно пред нејзината или неговата врата. Првите насмевки и тајни бакнежи.